Почитувани, деновиве е актуелна темата за минимална плата. За ова СДСМ има јасен став кој е вграден во изборната програма за престојните избори. СДСМ во консултација со Економско-социјалниот совет ќе предложи закон во кој ќе биде вградена определба на новата влада платата да не биде пониска од 9000 денари. Со овој закон ќе се заштити стандардот на живот на граѓаните со најниски примања. Овој став на СДСМ не е нов. СДСМ укажуваше на тоа колку е важно со закон да се утврди минимална плата и за тоа се залага уште од јануари 2008 година. Очигледно е дека Груевски и ВМРО ДПМНЕ во текот на целиот период не сметаа за важно да ги заштитат вработените со најниски примања, иако во меѓувреме животниот стандард тоне, а сиромаштијата достигна рекордно ниво. Зошто е важно со закон да се реши прашањето за минимална плата? Според последно јавно објавениот податок на Државниот завод за статистика, во Република Македонија има најмалку 50.000 вработени кои работат за плата пониска од 9.000 денари. Најголем дел од нив доаѓаат од преработувачката индустрија, трговијата, градежништвото и земјоделството. На табелата е прикажан бројот на вработените со плата под 9000 денари по сектори на македонската економија. Со решението на СДСМ во Република Македонија нема да има вработен кој ќе работи во полно работно време за помалку од 9000 денари. Ова ќе значи зголемување на платите и подобар животен стандард за најмалку 50.000 македонски граѓани.